Правото на слобода е уставно право и со притворот неизбежно се суспендираат некои од основните човекови права. Стои во прирачникот за притвор пишуван од тројца кривичари, меѓу кои судијата од апелацискиот суд во Скопје Јани Нича, еден од тројцата судии во кривичниот совет кој одлучуваше по жалбата на решението за притвор на сопственикот на телевизија Нова Сеат Кочан. Но притворот како најстрога мерка дојде на барање на специјалното јавно обвинителство за случајот 2011 година, за кој управителот на фирмата под истрага соработувал и ја предал целокупната документација, со што отпаѓа веројатноста дека ќе уништува документи. Кочан досега не е осудуван, а во случајот нема сведоци. При одлучувањето за мерката за обезбедување, обвинителството треба да се води и од имотната состојба на осомничениот. Во случајот со Кочан, тоа дава гаранција од мала веројатност за бегство, уште повеќе што е семеен човек, како и фактот дека соработувал со истражните органи. На специјалното обвинителство, при одлучувањето му стоеле на располагање и алтернативни мерки за обезбедување на осомничениот, како одземање на пасош, пријавување во суд, гаранција, па дури и куќен притвор. Нешто што меѓународните организации кои се занимаваат со заштита на човековите права ги нарекуваат похумани и поекономични. Кривичниот суд, кога одлучува за мерката притвор, мора да ги провери причините поради кои се бара и доказите, стои во Законот за кривична постапка. Во случајот Труст, според судските решенија, се уште нема вештачење на документацијата. Со оглед дека во оваа фаза на истрага се обезбедени сите побарани материјали, документи и целокупната финансиска документација од правното лице, а останува само да биде изготвено и доставено економско-финансиско вештачење. По наоѓање на овој суд не постои можност од попречување на кривичната постапка, односно невозможување да се спроведе наведеното дејствие од страна на осомничениот, бидејќи се вештачи писмена документација која се наоѓа кај обвинителството, кое го одбира и назначува вештакот и во чии простории се врши вештачењето. Па во конкретниот случај не постои причината за продолжување на мерката притвор. Притворот мора да се свати како ултима ратио, мерка на која ќе се размислува само во случаите кога тоа ќе се оцени како оправдано и основано. При едновремена оцена дека ниту една друга мерка за обезбедување присуство не ќе биде доволно ефикасна, стои во прирачникот под покровителство на ОПСЕ. Во него тројцата кривичари, Бужаровска, Цаца Николовска и Нича, покажуваат и неколку примери од Европскиот суд за човекови права, ама и уважени барања за заштита на законитоста од Врховниот суд. Притворот, според праксата и препораките, е нужен за истраги за сторено кривично дело тероризам, насилен криминал, трговија со оружје, дрога и луѓе, семејно насилство. Тежината на делото за кое се сомничи Кочан остава сомнеш за оправданоста на барањето најстрога мерка за обезбедување. Ако се има предвид и тоа дека Кочан е сопственик на медиум, дискутабилна е и целта на притворот. Апелацискиот суд, постапувајќи по жалбата на одбраната на Кочан, делумно ја прифати жалбата. Адвокатот Никола Додевски вели дека одбраната докажала дека од вкупно 3 основи за притворот, Советот ги определил 2 за незаконски. Адвокатот најави правна битка пред домашните и меѓународните судови, преку која ќе се докаже дека решението за притвор е незаконито и во останатиот дел.